Симни го тој пиштол пред да ти го путнам некаде. Дај ми го тоа. И мајка му да го види додека ми бакнува рака. Што зборуваш ти? За нас мајките се свети. Ние ги бакнуваме не само раците, туку и нозете на нашите мајки. Ако немаш почит према мајка ти, не вредиш да живееш. Сите нека видат дали си син што ја почитува својата мајка или пак не си. Да ви се плукнам на начинот. Како можете да допирате жени? Но ако велиш дека има работи кои не ги знаеме, мојата мајка е како мајката на Неџим пилата. Но јас не сум од оние што си ги сечат мајките како Неџим. Ако велиш дека ја почитуваш, ќе ми ја бакнеш раката и ќе си одиш. Тој. Нека остават мајка ми. Браво. Пусат Чакир бил чесен син. Кога ќе стаса дома, нека не ве чека долго. Спојте ги мајката и синот. Зашто плачеш? Не си срекна што се спасив? Плачам од среќа. Не. Мислеше дека ќе умрам. Секако, си реков. Ете не месака. Ќе ме напушти и ќе си оди. Девојко, ти ветив еднаш. Да не ти ветев, ке си одев. Ти ветив дека имаме свадба. Ти само оздрави, јас не сакам свадба. А јас сега сакам. Секогаш сум во бело по овие болници. И онака чаршафот е бел. И тоа ќе го обличам. Еднаш сакам да ја видам саканата во бел фустан. Колку добри наркотици ти дале? И за дома ќе си купам. Немој да се покајам. Не покајувај се. Кренеме. Ама мора да лежиш. Ќе легнам штом ќе умрам. Кренеме. Ама ќе ти се отпараат конците. Нема. Конците на тој Шнајдер не се отвараат. Дај ми рака. Да не кажеш после тоа дека не сме фатени за раце. Наркотиков добро делува. Ние сакаме на свој начин. Уживај во мигот. Денеска не има, утре не нема.
Добро е, чест ми е Пола Талендер. Да знаја дека ќе дојдеш ке те пречекав на врата. Повели. Јашарага, кога умре Изет, тебе ли ти остави Итроста? Во трговијата мораш да видиш Итар. Патем ти ми рече да се откажам од белото, да не работам со тоа. Те послушав. Штом го слушаш мојот збор, зашто не го побара моето одобрение за новинарската куќа? Не беше тука. Јас сакав да се советувам. Штом не се советуваше со мене, со кого се советуваше? Не се советував ниту со случајниот минувач на улица. Ако мислиш на друго, за среќа имаме многу пријатели. Мете ли ти кажа дека Шахмаран е убиен од страна на Кара? Знаеш, првото правило на новинарството е неоткривањето на изворот. Но ако велиш дека не го уби Кара, туку јас, сејако може да направам интервју. Викни го вистинскиот газда на овој вестник. Со него ќе имаме интервју. Ти ако треба може да не фотографираш, а? Каде е Инджи? Во право си. Се додека господин Инджи ги продаде акциите, ние сме ортаци. Чекав дека ќе ве фотографирам. Нема проблем. Керко, кажи на господја Инджи дека незиниот сопруг е тука. Мемати и Селви се венчале. Не дојдовте за да ме прашате за мислење. Потоа ми се лутиш за вестникот. Син ми се уште го нема никаде. Мојата снаа е твоја снаа. Во права си. Ке го пратаме мати и нека дојде да те праша за мислење. Ќе дојде ек време кога ќе се појави Кенан. Мртов или жив. Тогаш ќе седнеме со тебе и мемати и ќе зборуваме. И јас го убив син ти. Ајде да зборуваме. Го изгуби син ти. Токму поради тоа, ќе ти простам за ова. Не го изгуби. Го крие од мене. Не може да се мешам во брачни кавги. Дозволете ми. Ако го вратиш син ми, ќе заборавам дека губи татко ми Полат. Договорено. Ке ти го дадам нашиот син. Ајде да одиме. Знаев дека син ми е кај тебе. Чакар, прво пукај во мене, потоа прави што сакаш. Повеќе не можам да издржам. Ти 1000 пати заслужи да умреш. Усрат! Сине! Синко, немој. Те молам, немој. Зошто не умре, мамо? Подобро да умреш отколку да го доживеам ова. Дозволи ми. Дозволи ми да умрам.
Повеќе нема да паднеш на колена ниту пред мене. Никогаш нема да дозволам. Повеќе нема да дозволам да те допре никој. Што береме на гробишта? И мене ли ќе ме убиеш? Инджи, те молам. Јас не би повредил ниту едно твое влакно. Ме киднапираа кога бев дете. Пораснав далеко од мајка ми и татко ми. Цел живот го сонував истото. Моментот кога ме киднапираа. Дали јас би го направил истото на мојот син? Каде е син ми? Овде е лежи. За жал го изгубивме нашиот син. Бев подготвен 1000 пати да умрам за него, но ние го изгубивме. Знам колку е тешко за тебе, но тоа е вистината. И ти затоа се разболе. Зборував со докторите. Имало решение. Те молам, дозволи ми да ти помогнам. Секој миг кога те гледам ваква, умирам исто како нашиот син. Полат, и татко ми и син ми, не можам да издржам. Знам, мила. Нема да те оставам сама. Заедно ќе го надминеме ова. Те молам, не оставај ме. Немам никого. Ќе правам се што сакаш, само не оставај ме. Нема. Ќе ме нарекуваат луда. Нема. Никој нема да те нарекува. Нема да знаат. Сакам да оздравам, Полат. Ќе оздравиш, мила. Си несигурен си дека е овде? Да, бато, го слушам како звони телефонот. Зашто не отвара тогаш, бе? Бато, ако сакаш ќе удрем вратата. И онака лабава. Скрши ја, бе, ајде. Кај си, бе, ти? Пие ведат. Како можеш да спиеш вака како мртов? Што ако не бевме ние на врата? Ја скршивме вратата, ти не се ни осмели да пукаш во нас. Аман, кој би дошол друг, освен вие, тато? Види. Секој може да дојде. Ама може нема да дојде како нас. Уште колку пути да ти кажувам, а? Уште колку пати? Тргни се. Тато, чекај бе, чекај тато, полека тато, застани бе тато, тато. Облечи го и ајде дојди со мене. Следи го.